Се викам Борис, презиме Петровски, роден во село Стругово, старост 40 години, оженет, со 2 машки деца. Работам приватен касап од пред 2 години. Дај ми го тоа. Покушото за ребрата. Држ тоа да не пани, тоа да не пани, држ таму, држ. Ова ќе го лупиш, ќе лупиш ребрата за мелено, а ова, така, ќе продаваш со коска. Сева дадов во алкохолот. И долги години така се ме мачеше тој алкохол до пред 2,5 години. Значи многу маки видов. Сега не можам да речам дека тоа сиромаштијата е узрок за алкохолот. Можам да речам дека нечврстата волја кај мене, нечврстиот карактер, што така дозволи да се ја оддам на алкохолот. Меѓутоа, па ето да речам дека кога ќе се опијанев, се сметав богат, се сметав задоволен во животот, се сметав сега. Кога ќе бев трезен, ќе бев поттиштен, али друштвото зеде големо учество демек вака да ми помогнат во однос на ето пијањето. Али да бидам искрен, во однос на вработувањето не ми излегуваја во пресред. Пример, не ме вработуваја, не ме согледуваја како човек. Не сите, поедини луѓе, а поедини луѓе пак ето така гледаја човек во мене. Ја дојдов, пример, до ептем, мислам, крајно, за да преоѓам во делириум. Значи, благодарение што не предо во делириум и така речено што ето прекратив и го спасив овај джигеро, мислам, на цирозата. Иначе, на крај бев, значи. Пијаница човек е најлошо да има. Порно болен да е пијан да не е. Оти дома сите луѓе ги малтретира, за вкуќи не е пијаница човек. Абе, видите, ја за тоа, демек, за лоши сцени, што сум правил, имат многу, значи, небројани. Меѓутоа, неколку од ними ќе ви набројам. Значи, јас сум дојдувал во таква криза, што не знам што ќе сум дајал, ќе сум молел, ќе сум одел по куѓи, ќе сум заколнувал, демек, живи мажо, живи дечината, дајте ми ракија. Значи, ќе сум земел ракија, ќе сум се опиенел. Значи, не голем задоволство ми било, само да сум под действието на алкохол, така да сум напиен, да сум сит со алкохол. А посебно да ми незгодност па врз фамилијата дома со децата, значи децата нерасположени, потиштени, значи доволно, значи не најадени, што се вели, не напиени, нормално, некој пат имало да се најадат, меѓутоа некој пат и немало. Благодарение жената ми работи уште во душевната болница, платата. Сега кога ќе дојде електричарот да наплаќа пари, ќе ми речело детето постаро, тате, нека излези, нека се оддалечи, јас и знам парите кај се. Значи тоа е доказ дека мајка му од децата парите не ги кријала, од мене ги кријала. Дека да не ги испием. Јако ќе земев платата ја криев од него. За лепке трпев ако не искриев парите. Децата ги знаја парите кај се, а тој не знаеше. Многу проблеми имавне. Ти си дојдеше пијан, ќе маваше, ќе викаше, ќе пцуеше, не знаеше што прави. Пијан, легни си, стани па појди пак пи. По продавници ни знапи се, дојди си па пијан, па викај, па. Така по цела недела пијан ќе се влечеше. Ето како да ви речем, ќе си дојдев дома, викај, тараликај, значи задоволен од друштвото од пијањето, викај, тараликај, значи по децата. Децата скоривај ноќе во 12 сатот. Еднаш ноќе во 12 ги скоривав и му велев напите се вода, штуба вода, а мене водата ми беше убава дека стварно значи ме гореше алкохолот. А јас децата, пример, му викам, дечина, сега многу убава вода протече. Тие што не мачиш, значи што не малтретираш. И така, после, кога наголемија, да ви кажам еден случај, пример, таму од Битола сидев, ги дотрошив парите, зајмов пари, пустев, штурев, и пак и тие ги допив се. Знам дека треба карта да извадам си дом Демирхиса, меѓутоа желбата пак за алкохол, ме натера и земените пари да ги испијам да останам без динар. Дојдов на Дулија да чекам превоз за Демирхиса, нема.
гледам жени одат во Света недела и ојдов таму со намера да ми дадат за душа да се напиjem. И едни жени таму си рекоа нешто, ми дадоа шише, цело шише ги испив. И значи се вратив, најдов превоз и дојдов дома. Како си дојдов, порно да не си дојдев, деца да ги разочарам. После, меднаш појдов Битола, зедов од она експрес лотаријата. Тргам, меѓутоа истргам негде за 1.000.000 динари, мислам, дадов, а не истргам ништо. Кога си дојдов дома, жената, нервирај се, плачи нормално, во таа сиромаштија 1.000.000 динари да се потроши, а па постариот син. Маме, не се нервирај. Само воздржувај се. Ќе има подобрување. Еве, ние ќе завршиме школу и зачувај си го паметот. Значи, Надевај се, ајде децата да не ги растурам. Рече си ќе бегам и су бегала. Земи и децата ќе избегам. И ќе одам. Децата да не ги малтретирам, да не ги растурам. И ајде пак врати се. А не си ти од овај крај, Стојанка? Тешко ми беше, не сум од овој крај, јас од Велешко сум, немам ништо своје. Тогаш Ни татко, ни мајка. ништо ни своје. Ништо човек роднина од селото моје да видев, ќе ми беше како најблизок. Бидејќи немав никој тука. овој сино поволем, пред 2-3 години си дојде. Ја па пијав и едноставно ми се заврти и ми рече вака. Слушај, рече вамо, знаеме дека ти не си родител. Знаеме дека се интересираш за нас. Знам дека ме запиша во најубава школа кај Одесков Струга. Знам на каков начин. Знам дека ми изваде Тито фонд. Знам дека никој ништо не беше. Меѓутоа, желбата твоја беше голема и снаодлив си. Али еве ти еден збор. Ако препијаш, ќе ти викам татко и ќе те носам на раменци. Ако продолжиш, татко нема повеќе да ти вика. И јас има вињак пред мене, уште малце вака, имаш кило вињак, а уште малце, замислете. Имав мастика, од пол кило, меѓутоа 1/3 имав испијано пред мене, во нишата внатре. Ко ми рече така, ја пијам, ќор му се обратив. Се извинувам на израз, мора еве си матер, Зоки, за парица и татен си ќе ми викаш. Не. Тито фон земам. Од некој чичковци ќе се позајмам. Со камата, кога ќе завршам да му вратам парите. Повеќе татко не ти викам. А обратно, ако препиеш, па ти гарантирам дека цел живот ќе те носам во браце. Знам дека си заслужен. Знам дека мајка ми се трудит. Меѓутоа, помалце може таа од тебе, помалце има способност. Маки. Маки. Кој живее со пијаница знае како е. Затоа не му го пожелувам никому то, но најдушмано што ме мрази, да не живее со пијаница. Али најмногу зависи од него самиот. Од него зависи најмногу. Најмногу од него, да реши тој да не пие, а ништо нема, ни лекарства, ни ништо. Карактер. Ич, сам карактерот да реши. Тој лекарства примаше и тетидиси, И ги вадел. операција беше праен, не, тетидисите се пијат. И рече, сега од тетидисов, шом ќе се напијам и ако се напијам алкохол, ќе умрам. И така праеше, написе тетидис, написе алкохол и трчи во амбуланта. По крваен ќе умирам, готово ќе умирам, тешко бидимо, ама па не умре. Отпорен на се беше. Ништо лек нема, само самиот да рече дека не пијам. Тогаш ми дојде солзи на очи, ги сврлив шишето едното, па другото и значи од тогаш тујбе. Велам дека ми се пиет, меѓутоа секој пат ми излегват пред мене, мислам збороите од синот и Бога ми не мислам да се распиjem до гроба, така речено, верувајте ми.
За овие 19 години, значи, мислам дека ми излетале, така речено, значи дека животот си мислам како вчера сум почнал да живеам, пред 2 години да почнам да живеам, значи тоа како во сенка нешто, значи. Верувајте ми, никаде ни поеден кој човек со жена, ни со деца, ни засматран од јавност, ни засматран од луѓе, ни поштован од луѓе, значи, ни свршена нека работа на дело да се види пример како што сега можам слободно да се пофалам со куќата, со дуќанот, со издршките од децата и така. Значи, тие години за мој рачун ми се ето пропаднати. Добро, големото дете колкаво е? Што се во Големото Струга дете е родено 65-та година и 4-та година во Струга учи геодетско училиште. Титов стипендијант иет, одличен ученик иет, значи примерен младинец иет, преседател на школото иет, ја крајно му сум благодарен за досегашните поступувања. Сега односот како ви? Сега односот, значи, не е многу добар, децата ми се многу весели, расположени, знаат дека татко му една работа, знаат дека татко му ќе привреди, знаат дека татко му нема да потроши, знаат дека татко му нема пример да ја малтретира мајка му, нема да ја тепа мајка му, нема да крши дома, нема да лумпуват и сето тоа и многу ми се, значи, расположени, ведри, бистри, со јак елан, морал во ними, значи, работаат. Пролетоски му реков синковци, ако сакате, взима да, ето имате повеќе паричка, поред Дуќанов, значи, тутун. И тој поголемиот рече, тутун ќе посадиме, тате рече, ше годинава, колку можеме толку. Па 50.000 посадивме. Значи, 500 кила сметам дека ќе извадам тутун и така. Значи, сега децата ми, значи, се преродија. Дома работиш и тутун и каса. Дома работам. Добро, ти беше на лечење во Скопје, нали? Бев. На 2 пати бев. 2 пати. Лечењето го примам, значи, многу вака, со задоволство. Луѓето таму, персоналот. Помага ли тоа лечење? По моje мислење, помагат во тој однос што, значи, стварно, персоналот, значи, видете вака, да ви кажам за лечењето. Лечењето е нови начин. Речете, докторот Јордан Јовев во едно предавање, али заедно бевме со жените. Му рече на жените наши вак. Другарки, рече да не мислите ние да сме машинобравари, па ќе му заштрафиме еден штраф на мажот и готово ќе се врати излечен. Механичари, ние рече на еден одреден начин му помагаме со лекарство и со совети, али и вие дома рече треба да ги засматрате да ми, например, не да ги ето така отфрлите, да ги понижите, значи практично му кажуваше кога е мажо на лечење, жената оди до самопослуга, до продавница, до куповина ваму таму, меѓутоа сега одма сите тие обврски ги си му предај па на мажот, значи едноставно поверење му дават на мажот, значи за нов живот. Сега платата ќе си дојдам, ќе ја донесам, нему ќе му ја дам. Си води сметка, тој си купува што треба, како треба. Сега за вчера, тепи си купи, си пославне долу во одајата кај што седиме. Сега пак мислиме кредит нешто да бараме за горе, да си средиме горните соби. Ќе ви е добро. Сега е добро, пак како ќе биде потака, не знам. Алкохоличар без алкохол може. Пример, ево лично јас како можев без алкохол кога ето ќе ме притвореа. Или било кој алкохоличар што ќе рече дека не можам без алкохол, е слободно нека дојди кај мене. Јас ќе му поставам само ова прашање. Добро бе другар, ако украдиш, ако направиш некој проневера, паѓнуваш притвор. Притвор нема алкохол. 4 зида. Како ќе можеш тогаш да издржиш? Дали ќе умриш тогаш? Алкохоличар сакат да оствари, си замислуват во пијана состојба дека се му е подредено, подмазано, што велиме, на децата, на фамилијата. Меѓутоа не знаат да се заврати назад да види дека стварно се чкрипит, се кукат од тој алкохол тој што го несли. И така... И како почна куќата и како... Куќата почнав... Никако. Без динар, меѓутоа, така во стан живеев на собранијето до Миркиса. Животот во стан не ми се бендесуваше и сакав ете така како татко ми пример куќа во Струга што ми остави нивја и ливање. Јас сакав нешто и на децата кој не го оставам. Таква желба се створи. Ти си од Стругово, нели? Од Стругово. Кој ќе гледат емисијата Струговци, што ќе речат? Па видете вака, Струговци и сега ми велат дека свакати час стварно стана најдобар човек, служи за углед.
Значи, на некој ќе му биде криво, што сакале на некој начин да ме анулираат во пиена состојба, ми давале пример алкохол, ме поддржавале кога сум бил уз алкохол. Значи, за што поќе со пиенам, што поќе беле да направам побргу да пропаднам. И така. А на некој стварно ќе му биде гордост. Слободно да речем дека ќе му биде гордост на обвинител Драган Трпковски. Ќе му биде гордост на Видев, ќе му биде гордост на Јордан Јовев, ќе му биде гордост да не ги набровам факторите што се политички во собранието до Мирхицар. Значи стварно беа заинтересирани, значи да ми помогнат, ми даваја кредити, ми помагаја, совети, значи све, еве, да почнеме. Докторов многу Видев ни помагаше. Разбран човек. Многу. Таков доктор не имало ни ќе има. Многу е добар. Тој за нас многу добар испадна. Многу ни помагаше, во секој сусрет ни излегуваше. Ноќе да појдевне, ноќе ќе ни се најдеше. После овие судиите многу ни излего и тие во сусрет. Обвинителот зошто Драган Трпковски. На местото беа во службата, таму одевне да се жалиме. И јас, и децата ги носев За да го многу земат, пати, за да го земат, да го затворат. Некој ден да поживееме слободно. Јас сум задоволен од децата, од жената, од сегашната ситуација што е моја, значи крајно сум благодарен. Тоа не можам да го речем, значи обратно јас. Али пак само таму ми е, овие луѓе што се зафатија, мене Томе Сарджевски окружен судија, сега општински судија беше, тој велеше дека јас за тебе се зафаќам дека гарантирам да ти, ако бидиш трезен човек, ти ќе бидеш многу корисен човек. Сега, од кога престана е убо. Си работи, си трча работата, си ја гледа. Па сега, фала Богу, и за нас имало Господ. Откако почна со ова работа да работи, касап, и убо сега си работи, си трча, не пие. Динарот го гледа, купува, еве лето во куќава си ја направивне. Се, децата си учат. Тоа со децата сум најмногу благодарна што ми учат. Синот си дојде од Струга, моментално броев јас, не беа многу пари, тоа што броев пари, не е битно за парите. Прилика 2-3 милиони и пребровав, некоја математика правев. И тој ми се заврти и ми рече, тате, рече, дали си сметал, рече, некогаш, дека ќе дојде до вакво поверење, демек до ваков авторитет кај луѓето. Пример рече, преседниците кои ќе, демек, ето, му досадуваше таму во општина, со милицајќите бркаја, значи си ја зедоја белата со тебе, тие преседниците вика во општина, а сега вика, пример, те викат, те прашуваат, пример, дали има месо, како оди работата, порезот, како ти е тешко, ти е лесно, ти е, значи, авторитет, поштовање, човечко поштовање. И рече дали си мислил некој пат, рече, се сеќаваш, рече, на баба ми Бог да ја прости тај, на татко ми мајка, од сандучето, рече, 500 кој ќе бараше железни, рече, да ти собери, да ти дај, рече, да се напиеш, а трето, рече, вака сега колку пари да имаш, рече, а што е најбитно, рече, сино да те поштоват и вака да те баци, се наведи и ме баци. Значи, многу бавини вака се. И да дај Бог што вика старите така да продолжам, како што мислам да продолжам. Месар избрав ради тоа што има Вујко во Битола, Ристе Гроздановски, тој умре, Бог да опрости, а колбасичар го викаја. И јас кај него седев како ученик во Битола, кога учев учителска школа, пример. И тогаш, значи, гледав кај него идеја директори, директорки, официри, официрки, пример, демек, луѓе од високо добрутро, така речено. Многу го поштоваја човекот. Тој само ете така, со еден добродушен нарав. Добро, ете ќе ви свршам работа, ете ќе ви дадам, ете цревц, ете коварчин, ете ова, ете она, со машината ќе ви услужам, дечина мали, пиле, хале, значи. И така човекот многу умре, значи, од фамилијата негова поштован, од децата, од ќерката, од јавноста поштован, значи, со пари, со задоволство, значи, умре кој човек. Ето така, сакам да контактирам со народ, да од народ зависам, да народот од мене зависи, пример, да појдам да го купам телето, меѓутоа, да зависам од муштерине, да дојда да ми го зема месото. И така, на старски речено, еден демекалашери со луѓето, едно поштовање меѓу луѓето, едно почитување меѓу луѓето и така.
Сигурна не сум дали не ќе пие, дали ќе пие, не знам. Ти е страф ли? Ми е страф. Не можам да речам дека не ќе пие поиќе. Тој вика дека нема во животот да се распијам. Јас гарантирам и на многу луѓе вака му изјавам и тоа ќе изјавам. Кога ќе дојдет, ето така, сино да се женит, пример по стариот, па по малиот, за по стариот зборувам, кога ќе се дарувам со синот, можит голтка пиво или вино, она за блосов, али после па не. Знам, мене ми се пие, мислам, организува, а не да речам не ми барат, меѓутоа ми барат, него она што рекови прески, значи дека ако се напијам, се тоа што ги имам, ќе се анулира, значи појде на ништо. Децата ќе ми се разочараат, па секој живее за тие деца, значи јас од тој аспект тргнувам и затоа значи не сметам, него ево гарантирам дека нема да пијам. Како што издржи овие 2 Јас сум тој што ви гарантирам дека ако некој пат разберите да се пропијам, повелете, дојдете, па и пијам во јавноста, па нека ме видат и сите со клоци нека ме мамат и нека ме плукаат. Се сеќаваш ли на последните зборови од емисија? Нормално дека се сеќавам. Какви беа? Па, муабетите беа дека ветив во иднина нема да се пие, ќе се гледат работата, свесно, совесно се врши, како занетската работа, касап, исто така и доправање на куќата, дошколување на децата. Еве сега последна година дојдовме, што работи сега? Сега моментално куќата е, молерисвам, се спремам, на 7 ќе заминуват по стариот син војска, треба да собериме луѓе, како што е ред, да се провеселиме и да ги спратиме. Жената како? Жената, Прашам. слободно прашајте ја неизе, меѓутоа и жената не е како што кога пијав, сега нормално, и да си ја бркат работата. Синот ми заврши геодезија, го запишав на градежен факултет, геодески смер во Скопје. Сега да заврши това, мислам, војската. Значи, идната есен ќе бидете и тој во Скопје на факултет. И па ќе речам, ќе напомнам дека ако сега ме најдевте пијан или во иднина, сега, ако продолжам да пијам, значи сите тие работи ќе се рушат, сите тие замисли ќе останат неостварени. Сега не се сомлеваме. Сега слободни сме, кај да оди. Си викаме дека трезен ќе си дојде. Веруваш ли дека сега нема да... Сега верувам, ама побрку не верував. Овај син многу влијал на тебе, а? Тој е поголемиот. Па, може да се речи, дали најпоќе самиот има влијаено, самиот цврста волја и немат што другите. Мислам имаме сите удел, али тој најпоќе. Значи сам да си реши така. Сигурно дека самиот има решено. Сега веруваш ли дека он ќе продолжи да пие? Или не? Па шо знам, не ми се веруват баш онака мене. Не знам. Не ми се верува мене, не знам. Што не ти се веруват? Дека нема да се распиеш. Значи сигурен си дека нема да се распие. Не реков сигурен, не ми се верува, не знам. Лично Сигурен, ама мене. па... Само ти тере го школото и уживај. Па му е страх. Вие, Борис, вика дека сега му помагате, порано не сте сакали да го видите. Како? Да. Зашто? Така беше. Па живеј вака во нервоза, разочаран бев јас и така сега ми е мило, секој трети ден идам, помагам тука. Гледам детето напредуват, си зеде работата со ред демек и ми е мило, ми е драго демек. И работам. Кој пат ми најават, јас мора да дојдам тука. И внуците растат добри се. Внуците летаат, како Елени се, Рслани. Сега работата ме радува, тргна демек. А јас сум демек 6-5 Имаше години много човек. проблеми, ја? Па проблеми претерано беа, сега право да си кажеме. Али сега, јас сум вака длабоко убеден дека тоа нема да биде што било. Па сега, ете го и тој е тука. Тој си знае, свесен е, гледат, Кога е подобро, кога е полошо? кога е арно, кога не е арно, тргна печали. Си имат добра печалба со доќено си работи, луѓето го бараат од сиве градови да
и снабдеват колку може. Демек, мене тоа ме храни, тоа ме радува како човек на 65 години. И демек, ја имам поминато и јарно и лошо што велиме ние старите. И сега И демек, ова ти помага во староста сигурно. Живееш некоја година помирен, а? па ми помага, јас често пати му велев, дај велам престани, подари ми баре 10 години да поживеа. А сега се надевам. Сега сум слободен од сите страни. Значи клучите во тебе борба. Сега работата сам, да, работата ме морит малце, али нека ме морит. Знам зошто и за кого.